Без некој голем напор и неискуство одигра фудбалерите на Осогово на гостувањето во Берово, каде го победија домаќинот Малеш со 4:2, полувреме 3:1. Жолтосините фаворитската улога ја потврдија уште во првото полувреме, кога направија значајна резултатска предност од 2 гола разлика. Меѓутоа, почетокот им припада на домаќините кои во 30-та минута дојдоа во водство преку недобриот играч Аврамски, кој откако излезе сам пред голманот Данев, биеше силно и прецизно за воста на Малеш од 1:0. Меѓутоа, откако видел дека и против аутсайдерот на денешната средба победата само нема да дојде, осоговци заиграа поангажирано и создадоа неколку изгледни шанси за гол. Во 24-та минута Мојсовски беше одлично проигран, влезе во 16-тото на домаќините, а по стартот на еден од домашните фудбалери, судијата Гоцевски покаже на белата точка. Пеналот во гол за израмнување го претвори Натков. Набрзо потоа Осогово победа со 2:1 по една уиграна комбинација, кога Мојсовски откако се најде сам пред Пачемски и со лоп удар ги доведе во водство гостите. На 3:1 с големи Аксентиев откако во последните минути на првото полувреме излезе сам пред домашниот голман и со прецизен удар го совлада. Во второто полувреме домаќините започнаа поангажирано и како резултат на таквата игра намали на 3:2 по една на прв поглед безнадежна акција. Но работите ги доведе во ред центарфорот Игор Тодоров, кој го постави конечниот резултат од 4:2 за Осогово. Слога 1934 претрпи убедлив пораз во Виница од второпласираната Плачковица со резултат 1:6. Виничани практично нема што да бараат против подобриот противник кој ги надири во сите елементи на фудбалската игра. Конкурентот на Осогово за третата позиција, Каменица Саса, беше мощно убедлива против Овчеполе, совладувајќи го на свој терен со 4:0. Иако се очекуваше дека Светиниколчани ќе пружат посериозен отпор во градчето на рударите. Во наредното 24-то коло Осогово го пречекува напредок здравје, а дербито на колото ќе се игра во Радовиш, каде Плачковица ќе се сретне со екипата на Каменица Саса.